Господ. Отче, прослави го името Твое. Тогаш дојде глас од небото и го прослави, и пак ќе го прослава. А народот што стоеше кога го чутоа велеше: загрби. Други пак рекла: ангел му прозбори. Исус одговори и рече: не заради мене беше овој глас, но заради народот. Сега е судот на овој свет. Сега кнезот на овој свет ќе биде истеран надвор. И кога јас ќе бидам издигнат од земјата, сите ќе ве привлечам кон себе. А ова го говореше за да покаже со каква смрт ќе умре. Народот му одговори: сме слушале од законот дека Христос вечно ќе постои, а како ти велиш од Синот човечки треба да биде издигнат, кој е тој Син човечки? Тогаш Христос им рече: уште малку време светлината е со вас, одете додека имате светлина, за да не ве опати мракот. А кој оди по мрак не знае каде оди. Додека ја имате светлината, верувајте во светлината, за да бидете синови на светлината. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Додека ја имате светлината, верувајте во светлината, за да бидете синови на светлината. Возлюбени мои во Христа во светлината. Христос е сонцето и светлината која што не озарува сите. Христос е вистината низ која што треба да поминиме сите. Зарем уште кога Бог го створи човекот, не му даде Дух Божи намен, за да може човекот да управува со светот, онака како што и Бог управува со светот. Но гордоста на човекот, кој што ја отемни душата наша, односно светлината, Духот Свети што беше во нас, не изгони од рајот и трудејќи се за нашиот леп, до денов денешен постојано да тагуваме за рај. И светата царица Елена, кога ја дозна вистината за се она кое што е создадено од Бога и како Бог пострада за нас, не се штедеше себе си барајќи ја вистината. Па така, побара да го види и честниот крст на кој што беше пострадал нашиот Господ Исус Христос. И според зборовите на некој стар евреј, кој што бил во Ерусалим, кој што се уште се сеќавал на преданијата каде Господ пострадал и каде е закопан крстот на нашиот Спасител. Светата царица на видот Голгота, под еден многобожечки храм посветен на Божицата Венера, го разтурила храмот и под храмот ги нашла трите крста кои што биле за време на раснувањето на нашиот Спасител. Но заради тоа што не знаеле кој крст е од Спасителот, а кој
Господ Исус Христос, покојникот воскреснал. Потоа го поставили на болни луѓе и тие оздравиле. И на денешниот ден го воздигнала честната царица Елена, честниот крст, повторно на ридот Голгота, за да се слави името Господово. Крстот, браќа и сестри, го носиме и ние. Секој човек во себе си носи крстот, онај Господовиот крст. Но исто така во себе си ги носи крстовите на разбойниците. Крстот Господов го носиме од нашето крштевање. Тогаш го примаме новото воскреснатото тело, кое што Господ му ведил живот вечен. А додека од разбойниците постојано го имаме од левата и од десната страна. Едниот е символ на хулењето на Бога и гордоста на Бога, и гордоста на човекот и непризнавањето на Бога, а тој е оној разбойник што се измело на нашиот Спасител. А другиот крст е крстот на другиот разбойник кој што бил на крстот Господа, до крстот Господов, кој што рекол: помни ме Господи во Царството небесно. И на вистина Господ му веќе, уште денес ќе бидеш во Царството небесно. И денеска во споменот на воздигнувањето на честниот крст Господов, браќи и сестри, Господ да не спомне во Царството небесно, да ни ги прости сите болни и неволни гревови, да ни даде смирение на нашите души, да можеме на вистина со радост да ги погледнеме и оние радости кои што се на земјата и во Царството небесно. Амин. Честито името на сите кои што го носат името на честниот крст, крстевците, ставревците, живи и здрави на се, Господ мир и благослов до година по радостно победа. Да речеме сите